Поглавието 27 Животна средина е последното поглавје за кое земја во минатата недела го помина објаснувачкиот скрининг во Брисел. Тоа е едно од најсложените поглавја, за кое ни предстои многу работа за исполнување на европските стандарди. Заедно со ова поглавје, од подготвителната фаза за преговори со Европската Унија, досега се поминати 22 поглавја. До крајот на годинава, македонските представници на институциите надлежни за секое поединечно поглавје, заедно со колегите од Албанија, треба да учествуваат на уште 13 состаноци со представници на Европската комисија. На овие состаноци се врши проверка на усогласеноста на домашното со европското законодавство. Владата и секретаријатот за европски прашања се уште ја играат клучната улога во скрининг процесот. Но за разлика од почетокот на процесот, кога граѓанските организации упатија критики дека ниту тие, ниту Собранието како една од поважните институции не се вклучени во скринингот, сега граѓанските организации добиваат информации, а представници на Собранието учествуваат на состаноците во Брисел. Според претеничката Јулијана Николова од Комисијата за европски прашања, Собранието работи проактивно во процесот на евроинтеграциите. Зошто сметаме дека Собранието е многу важно во овој процес? Затоа што Собранието обезбедува уште дополнителни две димензии, а тоа се димензијата на јавност, која што обезбедува транспарентност, исто така и вклученост на опозицијата, која што дава еден демократски легитимитет на сите процеси кои што владата ги води. Со оглед на тоа дека скринингот е повеќе технички, експертски и административен процес, се одвива помеѓу владата и органите од Брисел. Но имаме секако како собрание, како Комисија за европски прашања, но и пошироко и останатите комисии, имаме директна вклученост во сето тоа, со оглед на тоа дека имаме вклучено секретарите на комисиите, согласно своите надлежности, беа вклучени во работните групи во владата, но исто така и членови на комисиите учествуваат директно при посетите на Брисел во текот на целиот овој скрининг процес. Комисијата за европски прашања, вели Николова, сега има контролна улога во процесот, но во преговорите ќе ја преземе клучната улога. КЕП, односно Комисија за европски прашања, е една од комисиите која што има директно може да доставува мислења, барања, прашања до владата, но исто така има една координативна улога, бидејќи таа е матична комисија во делот на усогласеноста со европска регулатива, но работи со останатите комисии кои што нели си имаат своја експертиза во одредена област, така да се многу широки ингеренциите. Многу важно ќе биде делот на преговорите. КЕП ќе има многу поизразена улога, односно, ајде нескромно да кажам, клучна улога кога ќе дојде до преговорите, бидејќи сите преговори, односно целата хармонизација на легислативата, мора да помине преку Комисијата за европски прашања во прво читање, нели тоа е првиот филтер, а понатаму оди и во пленарна собраниска процедура, каде што ќе се разгледуваат сите закони. Николова очекува дека земјава ќе добие датум за преговори со Европската Унија и вели дека тие, како комисија и Собранието, се подготвени да ги стават на располагање сите своји капацитети. Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска позитивно го оценува вклучувањето и на граѓанскиот сектор во скринингот преку присуство на видеоконференциите со Брисел. Ова е техничка фаза која треба да ја подготви администрацијата за преговори, а во преговорите клучна ќе биде подготвеноста на македонските преговарачки тимови, кои ако бидат добро поставени и покрај заостанувањето, ќе може да постигнат резултати споредливи со оние на Црна Гора, која ги има отворено речиси сите поглавја, или како Србија, која има отворено неколку поглавја, смета Кацарска. Во администрацијата има кадри кои со години се во комуникација со европските институции и токму затоа преговарачкиот тим треба да произлезе од таму, вели Кацарска. Бидејќи е несомнено многу тешко да ги водите преговорите со луѓе од надвор, примарно со луѓе од надвор. Несомнено е дека треба да постои вклученост, несомнено е дека треба да се користи експертизата. Меѓутоа и Европската комисија и земјите членки ќе очекуваат од другата страна на масата, од нашата страна, да седи државната администрација. И од тој аспект долгорочно мораме да ги подигнеме капацитетите доколку тие не се таму. Иако мислам дека првиот чекор веројатно е вистинска проценка на расположливите капацитети, која што ние не сме ја виделе се уште. Усогласеноста на законодавството на земјава со она на Унијата и договорот од Преспа се доволни аргументи за земјите членки на Унијата да го признаат тоа и да ја дадат зелено светло на Европската комисија за да ни даде датум за почеток на преговори. Сега, вториот дел на прашањето е колку се тие подготвени во јуни да го сторат тоа, имајќи ги во предвид специфичните услови кои што се пред нас, односно изборите за Европскиот парламент, доцното објавување на извештајот
на 29 мај, кој што креира исклучителен теснец од 20 на дена во кој земјите членки треба да го формираат својот став во однос на почнувањето на преговори за нашата земја, меѓутоа исто така и со Албанија. Вториот дел на одговорот не се толку поволни услови, поради тоа што не знаеме дали всушност тој временски теснец ќе се стигне од страна на земјите членки, дали дел од нив ќе сакаат да ги забрзаат своите процедури, поради што изслушаме некои опции потенцијално за јули. Мислам дека со оглед на тоа колку ние сме чекале, дали е јуни или е јули, веројатно не прави многу голема разлика, меѓутоа како и да е, до септември треба да се види според мене за кредибилноста на целиот процес, мора да се види јасен исчекор и јасна одлука од страна на земјите членки. По објаснувачкиот скрининг следува втората фаза – билатералниот скрининг со секоја земја членка. Формалниот почеток на преговорите, појаснува Кацарска, не е врзан со скринингот, туку него го означува закажувањето на меѓувладината конференција, на која Европската комисија треба да ни ја презентира преговарачката рамка.